Една актуелна тема во Македонија наутро наредниве минути, која ја почнуваме и вака некако. Децата се ранлива категорија во секое општество, инволвирани се во семејните проблеми, зависни од постапките на возрастните, кои пак не секогаш свесно и правилно постапуваат со нив. Токму затоа, линиите за помош и поддршка на децата им ја даваат можноста гласно да ги кажат своите проблеми. Функцијата на SOS телефоните е од големо значење, бидејќи представуваат значаен механизам на поврзување со децата, што овозможува гласно да се чуе и гласот на секое дете. Мисијата е да одговорат на детските потреби и да се грижат за нив. Добро е да се знае дека од помош и поддршка на децата во нашата земја не дели само еден телефонски повик, а во пресрет на меѓународниот ден на SOS линиите за помош и поддршка на децата во Македонија, наутро разговараме со Даниел Смилков, волонтер во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Даниел, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата и добро ве најдов. Актуелна тема имаме за разговор денеска. Добро е да споменеме дека 17 мај е меѓународниот ден на SOS линиите за помош и поддршка на децата. Првата детска амбасада Меѓаши години наназад, пуштајќи ја првата линија за помош и поддршка на децата, им дава можност да се слушне нивниот глас. Да, детската амбасада, првата детска амбасада Меѓаши веќе постои 30 на години. Токму пред неколку седмици го одбележавме 30-тиот јубилеен роден ден, додека нашата прва во Македонија SOS линија постои веќе 29 години. И навистина бројот на повици се повеќе и повеќе расте и навистина сме стрикни за тоа. Иако е рано да се прави резиме за 2022, сепак што велат статистиките до сега, до овој период од годината, колкав е бројот на повици и расте ли споредбено со овој квартал минатата година? Па да, може да се каже дека расте, бидејќи во овие неполни 5 месеци веќе се регистрирани над 170 повици, а она што навистина не радува е тоа што веќе е многу поголем бројот на повици добиени и регистрирани од страна на децата и од младите споредбено со претходните години. И веруваме дека тоа се должи на применувањето на SOS линијата во Ало Бушавко, со што сметаме дека на тој начин и се отрага таа стигма дека нели на SOS линиите се јавуваат само луѓе со проблеми и за проблеми. Оно што треба да го споменеме, веројатно прочита нашите гледачи на почетокот на разговорот, вие сте волонтер кој што е вклучен во целата оваа приказна со SOS линијата. Не сте единствен кој што работи, станува збор за сериозно голем тим од различни професии кои што се достапни за разговор со децата. Колкав е тимот и какви се професии број? Нашиот тим брои 20 лица, од кои што 15 лица сме волонтери, а 5 лица се стручни лица. И нашиот тим брои голема маса на луѓе кои што припаѓаат на најразлична возрастна група, почнувајќи од средношколци, па се до врвни стручни лица кои што имаат долгогодишно искуство, а ние кои што сме во улога на волонтери, првенствено поминуваме едномесечна обука со помош на психолозите во тимот и нашата всушност функција е само да ги регистрираме, кое што е многу битно, да ги регистрираме проблемите и повиците и да ги насочуваме кон вистинските стручни лица кои што потоа си превземаат улога и функција за да се успешно и разреши дилемата пред која што стои јавувачот. Како да бидат сигурни децата кои што се јавуваат дека нема се да остане на телефонски повик, односно дека вие ќе ги алармирате институциите кои што се неопходни да се вклучат во приказната и да интервенираат со време? Па верувам дека било што да кажаме веќе сувишно, бидејќи делата кои што веќе ги имаме извршено во минатото, во овие изминати 30 години, доволно гласно зборуваат за тоа. Ние сме организација која што постои веќе 30 години и зад нас имаме голем број на успешно разрешени случаеви и верувам дека тоа се доволно силен доказ за сигурноста која што ја гарантирам. И целта на SOS линиите генерално низ годиниве да им се даде на знаење на децата дека не се сами, дека има кој да го слушне нивното мислење и од друга страна има кој да им даде помош и поддршка. Ги знаат ли доволно своите права децата? Гласно ли се борат низ годиниве за нив?
За жал се уште децата значи не ги знаат доволно своите права и токму во овој правец веќе изминатата година и во оваа престојна година значи извршивме голем број на работилници. Токму во тек е и кампањата за промоцијата на детските права и Ало Бушовко, која што ја значи вршиме со соработка со училиштата, основните и средните училишта во државата. Значи се одвива во живо со физичко или пак онлайн, зависно за сега со условите. Голем број значи на училишта во Скопје веќе се пријавија, ја извршивме кампањата. Таа се состои значи од интерактивни активности со децата кои што се адаптирани на нивната возраст и навистина сме среќни што фидбекот од страна на децата пред се е доста позитивен, токму и затоа нема да заврши до 10 јуни, туку ќе се продолжи и од септември со новата учебна година. И во оваа прилика би ги исто така поканил сите училишта кои што се двоумат, значи слободно да ни се јават и да се пријават за кампањата, бидејќи навистина корисна за правата на децата. И кога ја промовиравме Ало Бушовко пред неколку месеци, споменавме дека практично сите деца може да се јават и да зборуваат гласно на темите кои што нив ги засегаат, но многу ме интересира која категорија еве на деца најмногу отворено зборуваат за проблемите. Основците, средношколците? Најчесто зборуваат отворено тинејџерите. Добра. Токму мислам дека и во последниве неколку седмици имавме доста интересни јавувања од страна на тинејџерите и навистина ни поставуваат доста интересни прашања кои што дури стручните лица се запрашуваат што да се каже на ова прашање, бидејќи децата, например, еве имаше многу интересен случај, едно дете постави прашање од што е составен светот. Многу тешко прашање што верувам дека и стручни лица кои што значи долго време се во оваа област многу тешко може да одговорат на едно дете, бидејќи децата имаат најбурни фантазии, најбурни представи за тоа од што е составен светот. И кој беше одговорот? Одговорот беше, значи, од нашата волонтерка, мислам дека го одговорот толку исцрпно, почнувајќи се од времето, значи, на Месопотамија, од човеколикиот мајмун, па се до денес, и како ние, како човештво, се развиваме и како всушност светот зависи од нас, ние го создаваме светот. Тоа значи дека волонтерите имаат доволно познавање од различни теми и области, причина повеќе децата да им веруваат и да се јавуваат. Зошто? Зошто да се користи СОС? Зошто да се користат генерално СОС телефоните? Каква слика ни даваат? Сите ние пред се имаме значи проблеми без разлика на нашата возраст, а особено од децата кои што и tekako може значи да доаѓаат од тешки семејства кои што имаат проблеми, а и не секогаш мора да станува збор за проблем, значи како што беше примеров, кој што не е проблем, туку само едноставно детето сака да дознае некои работи кои што не секогаш се достапни во образованието или пак од дома кои што може да му ги одговорат. И СОС линиите покажуваат дека всушност никој не е сам, слободно доколку има значи одредена тешкотија или одредени прашања. Сега со самата пандемија, значи одреден зголемен степен на анксиозност, напнатост, слободно може да не контактираат и секогаш сме тука да им помогнеме. Споминавте дека имате контакти со надлежните институции кои што се неопходни да реагираат. Доволно се непосредни и отворени за соработка? Да, значи ние соработуваме со голем број на организации, значи соработуваме многу блиску со Министерството за труд и социјала, како и другите центри кои што потпаѓаат по тоа министерство, потоа исто така и со Министерството за внатрешни работи, а исклучиво добра соработка имаме со Народниот правобранител, а секако како невладина организација соработуваме и со другите невладени организации, како што е, например, невладината организација на Коалиција за правилно судење сега. И на крајот потврда дека нема се да остане на прашање, туку некој ќе ги слушне сериозно и ќе се бори паралелно со нив за нивните права. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам на вас.